ние тука како студенти ниту сме повикана страна на ваква дебата, ниту пак сакаме да бидеме дел од ваква дебата. Ние сакаме да дадеме легитимитет на дебата која што е само проформа на владата за да ги задоволи за да ја задоволи својата агенда. Дебата на која што само би се слушнале нашите аргументи и ставови кои што ги трубиме 3 месеци и истите потоа ќе бидат грубо игнорирани. Одново порачуваме дека тука не дојдовме да дебатираме, тука дојдовме да посведочиме на дебата која што ќе го погреба високото образование. Студентскиот парламент вчера излезе со некој свој предлог. Ваш коментар сигурно го слушнавте. Да, значи интересно е како досега го немаше студентскиот парламент никаде и буквално на неколку дена пред, значи говориме сега за дебатата која што се случува 3 дена пред второто читање на матичната комисија, се јавуваат со одредени конструктивни предлози кои што се обидуваат да исценираат некаков си вид на диалог, на релација академска средина и властите. Воопшто не е ни потребна ваква дебата сега и да бидеме поканети, бидејќи ние веќе 3 месеци уназад се бориме за да бидеме слушани, бараме било каква дебата, сите институции ни се затворени. Сметаме дека како студентски парламент требаше официјално да бидеме повикани на вакво нешто, а не повторно да бидеме игнорирани. Со неподнослива леснотија на импровизацијата, премиерот ме покани да дојдеме во собрание. Не знаеме во чие име, дали во име на председателот на собранието, дали во име на председателот на Собраниската комисија за наука и образование. Признавам дека ние, како образовани, културни и воспитани луѓе, кога ќе се соочиме со таква дрскост, како што беше упадот на премиерот на нашата пресконференција, често знаеме да се збуниме. Да, се збунивме и рековме дека ќе дојдеме иако е тоа надвор од сета процедура. Но бидејќи сме ние луѓе од збор и од вести и рековме дека ќе дојдеме, еве дојдовме тука и дојдовме да му го повториме она што го кажавме на нашата пресконференција пред Александар Паулс. Во многу кратки црти. Не учествуваме во оваа фингирана јавна дебата, затоа што под број 1, таа е нелегална, односно спротивна на деловничките одредби на собранието и нелегитимна заради отсуство на студентите од една страна, но и целосно игнорирање на универзитетските ставови од друга. Од број 2, таа е задоцнета и цинична, зашто студентскиот пленум, факултетите и ректоратите, како и професорскиот пленум, и покрај прекусато време за доставување мислења и сугестии, јасно го кажаа својот збор, но не беа удостоени да го образложат ниту на комисиската расправа, ниту во рамките на правно заснована јавна дебата, која што можеше и требаше да се отвори во општата собраниска седница. Под број 3, таа е волноинституционална, зашто ја организира владата, министерството, наместо Комисијата за образование и наука. И под број 4, таа е дури и бизарна, зашто професорите кои се против законските измени и професорите кои се за промените би требало да дебатираат со посредство на владата, министерството, иако вториве ниту се спротивставија, ниту се изјаснија против мислењата на факултетите чии членови се. Господине премиере, простете ако делува дека ви држам час, но професор, господине премиера, се дебатира за идеи, се дебатира за концепти, се дебатира за предлози. Не се дебатира за диктат. Ако навистина имате добра желба да го слушнете гласот на оние кои што се засегнати и компетентни односно овој сега веќе општествен проблем, тогаш повлечете го законот од собраниска процедура, ние ќе дојдеме и ќе дебатираме. Ви благодарам. Не.
Рековме дека нема потреба да се рекува. Зашто да се влезе? Ние се согласивме дека ќе дојдеме. Дојдовме и го кажеме дече. Ме праша колешката ваша дали сум спремна, односно дали сме спремни да се сретнеме со премиерот. Се разбира, но само во рамките на деловнички утврдената процедура. Да повторам, премиери не може да утврдуваат процедура. Законската процедура е утврдена со деловникот на собранието. Шансата беше правно регулирана, председателот на Комисијата за образование и наука да не повика, за да ги изложиме таму ставовите. Впрочем, и ректорските управи, и универзитетите, и факултетите дадоа еден тон материјал за расправа. Втората шанса беше собраниската расправа, значи второто читање, да заврши со отварање на дебата. Дебатата може, според деловникот, да ја организира само матичната собраниска комисија. Јас сум легалист. Како што не можам да учествувам во дебата, така наречена дебата, која не е правно втемелена, и кога се одвива во Александар Палас, не можам и денеска. Тоа е надвор од процедурата, а процедурата е гаранција за демократијата. Ако се повлече законот, тогаш може и комисијата да не повика и да дојдеме во парламентот за да ги соочиме аргументите. Вака, она што Маја го рече, јас ќе го повторам. Значи, не само што е ова посвестно, туку е и надвор од процедурата, но веројатно така се учи демократијата со вежбата. Значи, ваш услов за да дојдете на дебата е да се повлечат законите? Да се почитува тоа што сите универзитети, сите факултети, интеруниверзитетската конференција, ректорската управа на чело со ректорот го побара. Бидејќи, да подсетам, ние со фантастична брзина, дисциплинирано, како професори, како студенти, успеавме да креираме мислења и да дадеме забелешки. Не видовме ниту едно од нив да биде почитувано или земено во предук. Сега да станеме соучесници во кршењето на законот, на деловникот, па ако сакате и на уставот за начелото на поделба на власта и владење на правото, би било срам пред студентите. Зошто тогаш се согласивте дека им кажете на премиерот дека ќе дојдете на дебата во собранието? За овде да го кажеме ова, бидејќи пред портите на хотел е непристојно. Мислиме дека во моментов постапката може и мора да се одвива само во собранието. Владата не е организатор на дебата. Значи во фаза кога ние на 8 чекаме да се расправа по амандмани. Ние не можеме ниту во ресторан, ниту тука да креираме амандмани. Амандманите се во рацете на пратениците, а ние ги поднесовме своите мислења. Како е можно на ваков начин сега повторно да се реотвори дебата надвор од деловното? Не ми е јасно. Што ќе превземеме, вие знаете, ние рековме дека ќе упатиме писмо и упативме веќе едно писмо, ќе упатиме уште едно писмо до нашиот колега, професор, председател, повикувајќи го да стави вето на еден ваков закон. Се надеваме дека ќе го стори тоа. Ако и тоа не биде прифатено, ние веќе кажавме во едно соопштение дека ни преостанува преку граѓански протести да подсетиме дека во демократска држава, чија цел е Европа, законите треба да се носат во законски утврдена процедура. Студентите, слободување на државен испит, вторите во правец на зголемување на знаењето или, ако сакате, зголемување на научниот труд и работење на професорите, преку поведувањето на минимални норми за објавување на научни трудови, но во релевантни меѓународни списања. Ние сакаме професори и научници кои што ќе се мерат со нивните европски колеги, а не да се мерат сами меѓу себе. Преку колумни, преку, не знам, дневни изјави за политика и слично. Нека се мерат и така, ја няма против. Да не ме разберете погрешно дека се против тоа. Колку сакам нека си зборуваат домашно, но
ако се напатиле да бидат професори, треба да знаат дека потребно е и меѓународна конкурентност. И добар дел од нашите професори го имаат. Морам да кажам, има доста професори. Еве слушнавме и изнедримите деновиве. Професори што имаат по 32, по 132 научни труда. Тоа е за поздравување и тоа ми дава дополнителна сила, надеж, мотив, дека може и поинаку. Сакаме професори кои што ќе бидат меѓународно конкурентни, силни, кои што ќе представуваат Македонија навсекаде со своите научни трудови, со своето знаење, со својот ум, со своите достигнувања. Тоа сакаме да го постигнеме, зашто се плашиме од меѓународна конкурентност. Па тие само може да донесат знаење, повеќе. Тоа нема да бидат странци од способници. Идејата е да се донесат странци од многу понапредни. И самите индивидуи да бидат многу понапредни, од кои што ќе има што да се научи. Ние немаме штета што, не знам, Ивица Обрван ни е тренер на ракометната репрезентација. Ние имаме цел да имаме квалитетен закон и да имаме студенти со поголемо знаење, да имаме поуспешни професори, пак зборам генерално, немојте индивидуално да ме сваќате, и да имаме понапредна држава. Ние сме должни како влада да гледаме на подока. Каква ќе биде земјата после 10 или 15 години, после 20 или 30 години. Ако останеме со овој начин на взимање на диплом, лесно взимање на диплом, тоа не значи дека некој пак не си учи студент, дека некој професор добро не предава, но зборам генерално. После 20-30 години ќе бидеме уште по на дното од тоа што сме сега. Ако го промениме сега системот, сега е пресводна точка. Ако го промениме системот, Македонија ќе биде на друго. И оваа промена, како што кажах, ќе повторам, не е во правец кој знае кукава радикална промена. Тоа е една промена која што веруваме дека во овој период може да се изрежи, може да се прилагоди и може да биде прифатена. И да биде да се вкопат сите во неја. Бидејќи ако е преголема и преоштра, може би нема да може општеството толку брзо да ја абсорбира. Моје мислење е дека како ќе течат годините, така стандардите треба да растат. Стандарди на знаење, стандарди на научни трудови, но се постепено, чекор по чекор. Не сакам никого да пресилиме, не сакам никој да се почувствува дека не може да се попи, дека отфрлен, сакаме да помогнеме. Ние не сме ниту против професорите, а најмногу па против студентите. Ние сакаме да помогнеме на сите. И затоа сме тука и затоа ве поканивме денес.